Компанијата Xiaomi официјално ја лансираше новата серија Redmi Note 15, која вклучува 5 модели. Дефинирана како најиздржлива досега серијата, носи револуционерни подобрувања кај батериите, отпорноста на падови и напредната вештачка интелигенција во фотографијата. Што носи новиот стандард за издржливост? Сите модели ја користат технологијата за издржливост. Титан која комбинира зајакната структура и сеопфатна заштита од надворешни влијанија. Моќни батерии. Промоделите доаѓаат со батерии до 6500 мАч, поддржувајќи брзо полнење и долговечност на капацитетот. Структурна цврстина. Уредите имаат повеќеслоен систем за апсорбција на удари и заштитно стакло Gorilla Glass Victus, потврдено со сертификати за отпорност на падови. Паметни екрани. Екраните со големина до 6,83 инчи нудат врвна осветленост и заштита на очите со звучници засилени до 400%. Напредна фотографија и перформанси. Серијата поставува нови граници во мобилната фотографија преку интеграција на напредна вештачка интелигенција, камера од 200 мегапиксели. Промоделите воведуваат глобално новата камера со повеќе кратен зум, додека останатите модели користат системи од 108 мегапиксели. Паметна обработка. Вклучени се функции како отстранување на рефлексии и автоматско разубавување, овозможувајќи лесно креирање професионални фотографии. Супериорна врска. Платформата Snapdragon овозможува стабилна офлайн комуникација и врвни перформанси при секоја задача. Промоција и достапност. Продажбата започнува на 20 јануари со специјални поволности до 15 февруари. Купувачите на Pro моделите добиваат вредни подароци како првосмукалки и приносливи печатачи. Заклучок. Серијата Redmi Note 15 нуди совршен баланс помеѓу практичноста и најновата технологија, обезбедувајќи сигурно корисничко искуство во секојдневниот живот. Компанијата Apple подготвува револуционерни промени кај своите претстојни модели iPhone 18 Pro и Pro Max. Според најновите извештаи, овие уреди ќе користат напредна технологија на екранот, која ќе овозможи чист дизајн без видливи сензори на предната страна. Што носи новата технологија на екранот? Клучот на промената лежи во воведувањето на специјални LTPO+. OLED панели кои нудат неколку значајни предности. Screen Face ID. Новата технологија овозможува инфрацрвениот скенер за препознавање на лицето да биде поставен под самиот екран. Со тоа сензорите стануваат невидливи за корисникот, оставајќи повеќе простор за приказ. Енергетска ефикасност. Овие панели се значително поефикасни од сегашните решенија, што дополнително ќе го продолжи траењето на батеријата. Целосен екран. Се размислува и за преместување на предната камера под екранот со цел да се постигне дизајн без никакви отвори, притоа задржувајќи го врвниот квалитет на фотографиите. Промени во синџирот на снабдување. Воведувањето на оваа напредна технологија ќе предизвика поместување меѓу добавувачите на компоненти. Јужнокорејска доминација. Само Samsung и LG во моментов може да ги исполнат строгите стандарди на Apple за оваа технологија. Ова значи дека кинеските производители би можеле да бидат исклучени од производството за Pro моделите. Проширување на лаптопите. Истата технологија се планира и за редизајнираните MacBook Pro лаптопи, со новиот M6 чипсот, што ќе се воедначи квалитетот на екраните кај сите премиум уреди. Заклучок. Со овие потези Apple дополнително ја зацврстува соработката со своите партнери од Јужна Кореја. Крајната цел е корисниците да добијат уред со безпрекорен дизајн и супериорна функционалност, која ја поставува насоката за иднината на паметните телефони.